благодарам на присуството. Денешната пресконференција ја посветуваме на кандидатот за председател и досегашен председател господин Ѓорѓе Иванов. Би сакале како тројца кандидати за пратеници да ги повикаме граѓаните масовно да излезат на 13 април и да гласаат за реден број 1 и за професор доктор Ѓорѓе Иванов. Професорот Иванов беше најпопуларен и најдобар професор на правниот факултет и стана најдобриот председател кој што Република Македонија го имала. И затоа бара доверба за втор мандат. Сценаријата на овие избори се јасни. Најголемата политичка партија на албанците ДУИ повикува на бојкот на председателските избори со цел председателските избори да не успеат и да и се случат непосакувани сценарија на Република Македонија. Затоа ги повикуваме граѓаните масовно да излезат на 13 април, да го дадат својот глас за бројот 1 и професор доктор Ѓорѓе Иванов и на тој начин со своето гласање најдобро да се спротивстават на овие политики кои што не и носат добро на Република Македонија. А зошто тоа треба да го направат? Председателот Иванов даде отчет за своето работење. Ќе набројам само 10 точки од неговиот отчет. Прво, тоа е зачување на македонските национални интереси, на името на Република Македонија, на идентитетот и на традицијата. Потоа економско зајакнување на Република Македонија, секаде каде што одеше, и на исток и на запад, и во Соединетите Американски држави, и во Европската унија, и во Русија, и во Кина, разговараше за подобрување на економската состојба во Република Македонија и можам со гордост да кажам дека кинескиот кредит за изградба на автопатите во Република Македонија, од кој што едниот е од Скопје до Штипа, вториот е од Кичево до Охрид, помеѓу другото се реализира и благодарение на лобирањето на председателот Иванов. Понатака, секогаш беше со народот преку отварање на канцеларија на председателот во повеќе градови во Република Македонија. Се залагаше за модернизација на образованието, помагајќи го образованието и како професор, но и како почесен доктор на науки на најпрестижните универзитети во Европа. Во делот на културата, традиционално покровителство на фестивалот Охридско лето во Охрид и на фестивалот Браќа Манаки во Битола. Понатака, подршка на спортот. Со своји одликувања, секогаш стоеше за најдобрите македонски спортисти, а редовно е покровител на Охридскиот пливачки маратон. Понатака формираше народни канцеларии, а во науката го отпочна проектот Млад научник. Председателот Иванов во следните 5 години ветува во својата нова програма дека државата ќе е пред се. Економскиот раст ќе остане негов приоритет, односно отварање на нови работни места. Привлекување на повеќе странски инвеститори во следниот период. Унапредување на земјоделието и производство на брендирана квалитетна органска храна. Инвестирање во инфраструктурата, владење на правото, во образованието партнерство помеѓу државата и универзитетите, зачување на традицијата, проекти за функционално председателство, како што е продолжување на проектот за народни кујни, како и продолжување на школата за млади лидери, која што прв пат се реализира под покровителство на овој председател. Понатака зачување на македонските национални интереси, добрососедски односи, државно единство и интеграција на Македонија во НАТО и во Европската унија, при тоа со јасна политика по однос на името. Председателот Иванов има отчет за својата работа и има програма за следните 5 години. Заради овие две работи и заради се што направи председателот за Република Македонија, ги повикуваме граѓаните на 13 април да излезат во што поголем број, да гласаат за број 1 за професор доктор Ѓорѓе Иванов и на тој начин, на најдобар начин да се спротивстават на политиките на бојкот. Заокружи број 5 и гласај за 2046 нови проекти, кои што докажано се реализираат. Проверено. Нова изборна програма на ВМРО ДПМН. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш.